Бидете навремено информирани со Метео Велес. Метео Велес, 5 декември, недела 2021 година. Веќе денот полека изминува, ноќни часови, приквечер. Ајде да слушнеме сега какво би било времето. Одамна немаме направено заедничка временска прогноза со Управата за хидрометеоролошки завод, односно Управата за хидрометеоролошки работи во Скопје. На телефонска линија ја имаме Костадинка Арсовска. Костадинке, добро вечер. Добро вечер. Се слушаме добро, верувам дека и вие мене ме слушате. Се очекува така известна промена на времето, што се однесува до температурите, не нагла промена, се уште е така јужно струјење, да речем. Облачност на пониските, видовме сонце малку на истокот. Температурите утрински денеска не беа многу ниски, вообичаени. Меѓутоа, веќе ќе има промена од вечерните часови, посебно ноќните часови. Би настапило од северозапад, запад, па постепено ќе се проширува и кон другите делови од државата, но претежно од Врнежи. Ајде повеќе од вас да слушнеме. Да, па потпаѓаме веќе под влијание на влажен бран, ќе се задржи во наредните 2 дена, значи облачно време и врнежливо, со тоа што утре значи ќе има врнежи од дожд. Прво само на повисоките планини врнежите ќе бидат од снег, значи се уште како што кажавте и вие под влијание на јужно струјење, високи температурите, релативно високи мислам, и утринските ќе бидат повисоки, па и дневните како денесните да речеме. Со тоа што утре очекуваме пообилни врнежи од дожд, и тоа особено во попладнините и во ноќните часови, и на повеќе места ќе наврнат и на 20 литри на метар квадратен воден талог. Така како што гледам нова анимација, значи некаде може и над за моменти некаде во некои места може да биде и 30 или на 30 литри. Да, може, затоа кажуваме на повеќе места ќе има, да. Да, а на некои места и повеќе. Да, на анимацијата некаде ги зачуди граѓаниве, некаде може би да прогрми, некаде таму северо-исток, на југоисток доле. Ништо чудно. Да, можно е, со тоа што повеќе грмизите не се толку можно е многу ретко, повеќе како пороен дожд би било тоа. Така, значи се уште јужен ветер би дувало, јужно, меѓутоа се врти на гледам, Костадинке веќе кај ноќните часови понеделник подосна, па да речем утринските часови вторник има, ајде да речем, нагла промена на времето. Па уште во текот на ноќта ветерот преминува во северен, уште во горниот дел на поврдарието прво, па нормално потоа и насекаде ни земјава веќе во вторник, значи засилен северен ветер. Тоа ќе донесе спуштање на студена воздушна маса, па врнежите, кои што се уште ќе ги има во вторник, значи, ќе преминат во снег и на повисоките места, а до крајот на денот снег ќе има и на некои пониски места, особено на истокот од земјава, каде врнежите и најдолго ќе се задржат до крајот на денот. Така, и таму ќе бидат и пообилни. Во порака во Илден сме прашували дали ќе имало, да речеме, во Велес, дали ќе имало некаде доле на Гегелискиот регион. Велам тие се ниски места, ниски надморски височини не би требало. Или во Велес. Тоа можно некаде да пропуска, значи вдолж поврдарието не се очекува. Не очекуваме баш снег, да, во повисоките делови од котлините секако. Но над 500 ветра веќе можно е некаде да пробаме. Да, а на истокот, значи може и под таа надморска висина, бидејќи кажувам Прилепско, западните делови таму Тетовско, таму да не правиме муве таму за Кичевскиот регион, Мавро таму. Да, северозападот, да, на југозападот Беловско, Кривополарско. Не очекувам многу. Да, таму сигурно снег. На југозападот не очекувам овој пат толку снег. Како што имавме минатиот пат, значи Охрид и Лагонија не се очекува, затоа што нема да има во вторник многу врнежи таму. Меѓутоа, секако ќе провеем кон крајот на денот. Точно, па на крајот криштата колку пати велам, ова се воздушни маси не е поставено шини, па точно да знаеме, нормално дека гранот може да прошири. Меѓутоа, во секој случај температурите ќе опаднат, посебно во вторник. Би паднале температурите? Дневните, да. Дневните температури, па веќе гледам Костадинка, става среда и четврток, ајде да речеме стабилизирање на времето, ама ќе паднат утринските температури некаде, може би двоцифрено, некаде до 10 степени, може би ќе падне некаде.
Паднат, Среда значи и како четврток? што имавме веќе ни ништо Не, екстремно, ништо чудно, меѓутоа сега помалку. ќе бидат секаде под нулата, може дневните на повеќето не. места Дневните минус ќе се 5, минус покажат. 6. Постепено, постепено пак. Нивните, да, Малку бидејќи ќе се- среда сончево ќе биде повеќе, а четврток предпладнето се уште сончево, меѓутоа веќе попладне повторно Так, потпаѓаме под так. влијание на нов влажен дран, што ќе се задржи Так. во следните денови. И сега луѓето да не се спремаат за наредниот викенд многу некаде да одат, ги малку може би покасно за објавување на прогноза за тоа, ама ќе има некоја промена изгледа за повторно некаде таму ќе сабота. Па да, би требало повторно да биде врнежливо, но со дожд. Значи Так, нема так. да биде студено многу. Така, ете, значи уште еднаш да резимираме дека сега за сега. Не, меѓутоа во ноќните часови према понеделник ќе има врнежи, во текот на денот ќе има врнежи, некаде врнежите може да бидат и поројни, да нема изненадување, подолги, некаде кратко ќе заврнат, ќе има врнежи и дожд, значи на 20 и 30 литри може би некаде, а снег некаде ноќните часови према вторник и во текот на денот вторник. Те сложуваш Костадинково што го реков, така? Па Не грешиш некаде. Ето така, Отприлика. Костадин, јас ти благодарам, одамна немаме направено временска прогноза, малку здравствената состојба не ми е добра и се надам дека во некоја наредна прилика кога ќе има поголеми промени, повторно ќе бидеме заедно. Благодарам што одвои време. Така добро. Пријатно. Meteo, Velez, 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 Velez.